Во новото издание на Digi+, апликацијата за пораки Telegram се пофали со 900 милиони месечни активни корисници, изјави основачот и собственик на платформата Павел Дуров. Кина го има најбрзиот интернет во светот, кој може да презема филмови над 150 пати во секунда. Стартапот на XAI за вештачка интелигенција на Илон Маск го најави својот четбот Grok. Google ја представи Genie AI, која може да создава видеоигри од текст и слика. Ке ви презентираме и како една ретро конзола познат јутјубер ја претвори во модерна. А од игрите за ова издание ја издвојуваме безвременската Super Mario и новата верзија Wonder. Гледајте ме до самиот крај. Добре додовте во нашите дигитални вести со сите новитети кои ги спакувавме во ова ново издание на Digi+. Дека секојдневно се појавуваат и промовираат одлични иновативни решенија, ќе ви презентираме и денеска во информациите кои според нас го привлекува најголемото внимание оваа недела. Па мислам дека е време да почнеме. Почнуваме со информацијата за апликацијата за пораки Telegram, која веќе има 900 милиони месечни активни корисници. Така барем изјави основачот и собственик на платформата Павел Дуров. Компанијата со седиште во Дубај, која има само околу 50 вработени, експлодираше со популарност во последниве години. А како, дознаваме сега. Во интервју за Financial Times, Дуров рече дека Telegram, кој има 500 милиони корисници на почетокот на 2021 година, заработи стотици милиони долари откако пред 2 години воведе реклами и премиум претплати. Се надеваме дека ќе станеме профитабилни следната година. Може би веќе оваа, рече основачот на Telegram во своето прво интервју во 2017 година. Според Дуров, потенцијалните инвеститори веќе го процениле Telegram за 30 милиарди долари, но тој истакна дека се уште не сака да ја продаде платформата. Компанијата со седиште во Дубај, која има само околу 50 вработени со полно работно време, експлодираше во популарност во последните години, бидејќи платформата Telegram стана клучно средство за комуникација на владите и официјалните лица ширум светот, како и спас за граѓаните во конфликтните зони, според Financial Times. Мислам дека не треба да го контролираме начинот на кој луѓето се изразуваат, освен ако не ги преминат црвените линии, заклучи Дуров. Дали овој тренд на популарност на оваа мрежа ќе продолжи или корисниците ќе најдат замена, ќе видиме. Сега сме кај рекордните интернет брзини во Кина. Кинезите веќе можат да пробаат како е да се користи најбрзиот интернет во светот, кој може да презема филмови со брзина од над 150 пати во секунда. Основата на оваа интернет конекција е формирана со 3000 километри распространети низ Пекинг, Вухан и Гуанжу, со помош на кабли со оптички влакна. Како ова изгледа и колку е значајно за кинезите? Гледаме сега. Кина сега стана првата земја која нуди најбрза интернет брзина до сега. Оваа брзина е над 10 пати поголема од моменталната најбрза интернет конекција во Соединетите Американски држави. Според извештајот на South China Morning Post, оваа мрежа нуди 1,2 терабајти во секунда, што е еднакво на 1200 гигабајти во секунда. Го надминува најбрзиот интернет во Соединетите Американски држави, бидејќи нуди 400 гигабајти по секунда 5G брзина на интернет. Беше откриено дека оваа интернет мрежа е развиена заеднички со Универзитетот Цинхуа, China Mobile, Huawei и Ciernet.com корпорацијата. Во извештајот се додава дека корисниците можат да симнат преку 150 филмови со висока дефиниција во секунда. Беше откриено дека столбот на оваа интернет конекција е формирана со 3000 километри распространети низ Пекинг, Вухан и Гуанжу со помош на кабли со оптички влакна. Се тестираше во областа во јули оваа година и оваа недела конечно се појави за корисниците во Кина. Беше откриено дека врската помеѓу Пекинг, Вухан и Гуанжу е дел од идната кинеска интернет технолошка инфраструктура, проект 10 години во изработка и најнова верзија на националната кинеска образовна и истражувачка мрежа. Водачот на проектот изјави дека оваа интернет врска не само што е успешна операција, туку ќе понуди на Кина напредна технологија за изградба на уште побрз интернет.
Тој понатаму изјави дека проектот FITI е без преседан во светот. Тој е отворен за општеството и е способен да поддржува експериментални испитувања на иновативни мрежни структури. Ова е една од главните победи на Кина кога станува збор за играта со брзина. Претходно Кина беше зависна од Јапонија и Соединетите Американски држави за рутери и други технологии поврзани со интернет, но работите се променија со ова интернет конекција. Хардверот, вклучувајќи оптички влакна, прекинувачи на рутери и софтвер што се користи во овој систем, е домашно производство. Дополнително, тимот предложи и технологија која може да собере повеќе оптички патеки за да ги зголеми горните граници на пренос на податоци. Кусу Мингвеј од Универзитетот Цинхуа рече дека мрежата ја заменува потребата од 10 редовни траки за пренесување иста количина на податоци, што резултира со поисплатив и податлив систем. Што ли ова прави на вашиот хард диск и има ли можност со таа брзина да ги запише податоците или ќе треба да го замените со нов? Сега за сега тоа не е јасно. Она што е јасно дека стартапот на XAI за вештачка интелигенција на Илон Маск го презентираше својот четбот Grok, станувајќи директен конкурент на ChatGPT на OpenAI. Маск го повлекува овој потек под тужбата што ја поднесе против OpenAI, во која тој тврди дека компанијата одстапила од својата првична идеја со зголемување на приходите на Microsoft. За колку напредок во вештачката интелигенција во компанијата на Маск станува збор, дознаваме веднаш. XAI го лансираше Grok минатата година, опремувајќи го со функции, вклучувајќи пристап до информации во реално време. Услугата е достапна за корисниците кои плаќаат месечна претплата од $16 за X, но и оваа недела Маск најави дека ќе биде достапна за сите. Моделот наречен Grok е дизајниран да одговара на прашања со допир на духовност и има бунтовнички дух, па компанијата советува да не го користите доколку не ви се допаѓа хуморот. Исто така ќе одговори на зачинети прашања што повеќето други системи за вештачка интелигенција ги отфрлаат. Овој систем за вештачка интелигенција не е само уште една фигура во растечкиот свет на генеративни модели со вештачка интелигенција, туку е единствен по тоа што има пристап во реално време до информациите од X, социјалната платформа што Маск ја купи за импресивни $44 милиарди. Ова значително ги зголемува можностите на Grok, овозможувајќи му да дава ажурирани и релевантни одговори користејќи ги најновите податоци достапни на оваа платформа. За разлика од традиционалните системи за вештачка интелигенција, кои се подпираат на претходно индексирани и често застарени информации, Grok се издвојува по својата способност да пристапи до свежи информации во секое време. Ово може да значи значителна предност во брзината на одговорот и релативноста во споредба со конкуренцијата, особено во ситуации кога брзиот пристап на најновите информации е критичен. Маск го представи Grok како директен конкурент на ChatGPT, наведувајќи дека прототипот веќе покажал супериорност во однос на ChatGPT верзијата 3.5, врз основа на неколку одредници. Ова вклучува подобрување во развивањето на контекстот, генерирање поприродни одговори и можност за прилагодување на специфичните барања на корисниците. Специфичните одредници не беа детално објаснети, но таквите тврдења укажуваат на значителен напредок во развојот на вештачката интелигенција што ја предводи компанијата на Маск. Кога сме ке вештачката интелигенција, уште еден новитет го привлече нашето внимание оваа недела. А доаѓа од Google, која представи Genie AI алатката која може да создава видеоигри од текст и слика. Овој пионерски потват означува спој на врвна технологија и имагинативен потенцијал. Она што го може Genie е неверојатно, а во тоа ќе се увериме сите ние сега. Тимот на Google DeepMind го представи Genie, револуционерен модел за вештачка интелигенција, подготвен да ја револуционеризира индустријата за игри и креативните потфати. Genie представува иновативна платформа способна за изработка на интерактивни 2D видеоигри со само една слика или текстуален опис и означува значителен скок напред во областа на вештачката интелигенција. Развиен од тимот на Google DeepMind, овој пионерски проект означува спој на врвната технологија и имагинативниот потенцијал. За разлика од неговите претходници, Genie работи на единствен принцип, извлекувајќи увид од огромната база на податоци што содржи 200.000 часови видео снимки без ознака, претежно од 2D игри со платформа.
Ова чудо на вештачка интелигенција учи преку наблюдување наместо инструкција, со острумните модели и интеракции во видеата. Джини ги надминува традиционалните ограничувања, давајќи му можност да генерира изворени искуства за играње со минимален рез. Наблюдувајќи во механиката зад волшебството на Джини, процесот се одвива во 3 различни фази. Видеотокенизаторот служи како основа, разложувајќи сложени видеоподатоци во податливи токени, слично на веш готвач кој прецизно подготвува состојки. Акционен модел, сличен на кулинарски познавач, ги анализира транзициите помеѓу кадрите за да ги идентификува основните дејства клучни за играта, од скокање и трчање до интеракција со предмети. И на крај моделот Dynamics, спореден со креативен готвач кој оркестрира вкусови, предвидува последователни рамки врз основа на тековната игра, создавајќи безпрекорно и динамично искуство за играње. Иако потенцијалот на Джини е огромен, тој останува во работна фаза, со ограничувања како што се ограничен визуелен квалитет и ограничен пристап. Джаспред Биндра, основач на TechWhisper UK, изјави за Business Today: генеративната вештачка интелигенција е супер моќна, креативна и генеративна технологија и алатка која може да го демократизира програмирањето, со што секое човечко суштество ќе го направи креатор и развивач, користејќи англиски или било кој друг јазик. Google започна уште една генеративна насока со Genie AI, која може да помогне да се создадат 2D игри со помош на сигнали за слики. Тоа не е на визуелното ниво на Sora или постоечките игри, но е јасен чекор во таа насока. Од сега со малку фантазија можете да си направите видеоигрица со која што ќе ја покажете вашата креативност, па пробајте. Во следниот прилог ќе презентираме креативен јутјубер кој со својата вештина и креативност направи нешто несекојдневно. Следните минути ќе видите како една ретро конзола се претвори во модерна и функционална за новите уреди. Да погледнеме заедно. Откако пред неколку емисии на DigiPlus ви представивме како јутјубер го претвори PlayStation 5 во портабл, денеска се запознаваме со јутјуберот Zach Builds, кој со своите следбеници одлучи да сподели како старата сега Dreamcast конзола ја претвора во модерен уред. Тој ја растори конзолата, првенствено отстранувајќи го вентилаторот, напојувањето и драйвот. После тоа, металната рамка и кулерот. Потоа ја вметна првата надградба, со тоа што го замени оригиналниот систем за ладење со модерни термални плочи. После тоа, малиот вентилатор беше заменет со поголем и потивок вентилатор. Ова му возможува на процесорот да остане ладен и да работи подолго време. Со оглед на тоа што CD уредот е отстранет, имплементирано е решение во форма на емулиран диск со помош на микро SD картичка за вчитување на содржината како што се вистинските дискови. Потоа беше инсталиран HDMI портот, а потоа Зак отиде чекор понатаму и го редизајнираше кукиштето на конзолата, така што сите режими убаво се вклопуваат, а уредот беше помал и покомпактен. Резултатот е конзола која Зак ја нарече Dreamcast Slim, а уредот е поврзан со контролер Retro Fighter Sticker DC. Што излезе на самиот крај, гледаме во остатокот од видеото. Lane, I would like to load up Sonic Adventure because that was my favorite game back in the day. They did such a good job of capturing the sense of speed in this game. Even though I think it's only running at 30 FPS, it feels fast and fluid. Oh, look at that lens flare. That would have been very impressive back in 1999. Одлична иновација како да им се врати животот на вашите стари конзоли. Сега колку е тоа исплатливо, тоа е веќе друга работа. По рекламите зборуваме за играта што ја сакаат и старите и новите генерации, а тоа е Супер Марио и незината нова верзија. Се враќаме за кратко. Бидете така. Добре додовте назад во новото издание на DigiPlus. Пред да продолжиме во гейминг авантурите, да ве потсетам да не следите на социјалните мрежи, доколку нешто сте пропуштиле од нашите видео новитети, можете да ги најдете таму, а во целост и сите емисии на нашиот YouTube канал DigiTV МК. Во гейминг минутите, денеска зборуваме за новото продолжение на безвременската игра Супер Марио. Продолжението Wonder беше најавено за време на презентацијата на Nintendo Direct на 21 јуни 2023 година и беше објавено на 20 октомври 2023 за Nintendo Switch. Тоа е првата традиционална игра со 2D странично лизгање на Супер Марио по New Super Mario Bros. Време е да се занимаваме со Марио и неговите авантури. Onward and
upward. Super Mario Bros. Wonder е платформа игра од 2023 година, развиена и објавена од Nintendo за Nintendo Switch. Тоа е првата традиционална игра на Super Mario со странично лизгање по New Super Mario Bros. Играчот ги контролира Марио, Луиджи и неговите пријатели, додека тие се обидуваат да го спречат Боузер, кој планира да преземе нова земја, позната како Цветно кралство, откако го искористи магичниот цвет на чудото за да се спои со замокот на кралството. Развојот на Super Mario Bros. Wonder започна во 2019 година, при што режисерот Широ Мури зема инспирација од оригиналниот Super Mario Bros, а продуцентот Такаши Тезука се обидува повторно да го открие искуството на 2D Марио и да воведе нова локација. Играта стана најбрзо продаваната Super Mario игра. Продадена е во 4,3 милиони примероци во првите 2 недели и достигна 11,96 милиони примероци до 31 декември 2023 година. Super Mario Bros. Wonder е игра со платформа со странично лизгање. Како еден од 12 ликови на играчи Марио, Луиджи, принцезата Праска, принцезата Дейзи, жолти и сини жаби, Набит и 4 типа Јоши, играчот ги контролира нивоата низ Цветното царство со помош на неговите жители слични на цвеќињата. Слично на претходните игри на Super Mario, играчите го водат својот карактер до крајот на едно ниво, додека избегнуваат непријатели. Новите наполјувања вклучуваат овошје, кој го трансформира играчот во слон, свет што му овозможува на играчот да создаде меури што ги фаќаат непријателите и печурка што му дава на играчот капа за вежбање што им овозможува да се закопаат во земјата или во таванот, за да ги избегнат непријателите или да ги заобиколат пречките. Wonder го воведува чудесниот цвет кој предизвикува бизарни ефекти, како што се оживување на цевките, мрести орди на непријатели и промена на изгледот на способностите на карактерите. Новата карактеристика им овозможува на играчите да собираат значки кои се отклучуваат во текот на играта и му даваат различни предности на играчот. Тие се поделени во 3 различни категории. Значки за акција кои му даваат дополнителна способност на играчот, значки за засилување што му даваат дополнителна пасивна способност на играчот и значки за експерт кои му даваат на играчот карактер напредна вештина. Само една значка може да се активира истовремено по ниво. Големата новина е што играта поддржува локален мултиплеер за до 12 играчи во соба со ограничување од 4 играчи активни на ниво. Исто така има одредена функционалност на онлайн мултиплеер. Кога играте низ ниво додека играте онлайн, може да има провидни верзии до 3 други играчи кои играат на исто ниво. Кога други онлайн играчи се присутни во близина, поразените играчи стануваат духови и им се дава краток временски период да се оживаат со летање кон друг играч. Она што можеме да го заклучиме дека авантурите на Марио и пријателите ќе ви го исполнат вашето гейминг време со супер забава која трае речиси 40 години. Во очекување на вториот Super Mario Bros. Филм во кината најавен за 3 април оваа година, останува да се забавувате сами или во друштво во новото продолжение на играта Super Mario Wonder. Беше ова уште едно издание на Digi Plus во кое што се потрудивме да го привлечеме вниманието на сите по дома. А така ќе продолжиме и следната недела во истото време. А во меѓувреме, следете на социјалните мрежи каде што имаме куп изненадувања, дополнителни рилсови со сите оние новитети и актуелности во Digi светот. Поздрав и имајте убав остаток од викендот. Секој добро.